Традиционално на почетокот на самата конференција секоја година, првиот слот од агендата е резервиран за презентација на клучните сознанија од оваа анализа, односно од годишната анализа која изработуваме на пазарот на e-трговија. Ова е инаку шесто издание на анализата, меѓутоа е прво издание публикувано на англиски јазик и прво кое се однесува за целиот регион, односно за Западен Балкан. Благодарение истото изработено благодарение на поддршката на НЛБ групацијата. И во следните 20 на минути, со цел да сетираме една добра основа за понатамошна дискусија и отплеткувања, ќе видиме каква е состојбата со e-трговијата во Западен Балкан. Моето излагање ќе го следи всушност текот на самата анализа и тоа прво ќе го погледнеме потенцијалот на Западен Балкан, потоа ќе погледнеме дигиталните вештини, дигиталната подготвеност и подготвеноста за e-трговија. Во третиот дел ќе погледнеме каква е актуелната состојба со e-трговијата во Западен Балкан. Во четвртиот, бидејќи првите три се базираат на база на секундарни податоци и истражувања, во четвртиот дел ќе ги погледнеме сознанијата од терен, односно од анкетата која спроведавме на бизнисите во Западен Балкан и на крај ќе заклучиме со мапирани акциски области, односно каде треба да се делува и збор 2 секако за нашата работа како асоциација. Сега започнуваме со првиот дел, тоа е потенцијалот на Западен Балкан. Сите земји од Западен Балкан гледано сами за себе се фрагментирани или мали пазари со ограничен економски потенцијал, меѓутоа заеднички регионот има значаен потенцијал за развој, за економски развој и воопшто за развој на e-трговијата. Со популација од 17,1 милион. Инаку што се однесува до потенцијалот за e-трговија, на графикот може да го видиме жолтата линија го прикажува проектираниот петогодишен раст. Иако е проектиран раст во сите земји од Западен Балкан, сепак тој расте значајно под европскиот, кој што е 9,2%. Единствено Србија има над европскиот, односно над 10% проектиран раст. Во Црна Гора има најмал, меѓутоа ако видиме на другата страна average revenue per user, ќе видиме дека ситуацијата е обратна, всушност најголем има Црна Гора, додека најмал има Србија. Онлайн продажбата во вкупната продажба учествува од 3,3% во Албанија до 6,4% во Црна Гора. Чисто за споредба, во развиените земји како UK изнесува 26, во Холандија изнесува 18, што значи дека имаме уште долг пат за да се доближиме. Прво ќе погледнеме дигиталната подготвеност и тоа ќе го направиме преку три индикатори. Првиот индикатор е DESI индексот или индексот за дигитална економија и општество, потоа ќе ги погледнеме дигиталните вештини и во трето ќе го видиме индексот на мрежно поврзување. Според индексот DESI може да забележиме дека дигиталниот прогрес во Западен Балкан заостанува. На крајот на овој график гледате просекот на Западен Балкан и просекот на ЕУ, каде што забележуваме дека е значајно Балканот под просекот. Земји кои што се понапред се Албанија, Црна Гора и Србија, додека најназад е Босна и Херцеговина. Дигиталните вештини на населението се предуслов за да учествуваат во онлайн купување. Една студија покажала дека 1% поен раст на дигитални вештини се рефлектира со 1% поен раст на онлайн купувањето. Забележуваме дека Западен Балкан е најниско рангиран кога се работи за дигитални вештини споредено со европските земји. Единствено подобри, да кажем, од регионот се Црна Гора и Србија. Исти во овие дигитални вештини на население се отсликуваат и кај дигиталните вештини кај предпријатијата, кои што практично забележуваме дека повторно Црна Гора и Србија се понапред кога станува збор за digital intensity на мали и средни компании. Индексот за мрежна подготвеност покажува колку една држава е подготвена да капитализира на можностите од дигиталната револуција и тука може да кажеме дека имаме слаба подготвеност, односно недоволна подготвеност. Гледаме дека Западен Балкан е повторно рангиран најниско по овој индикатор. Во вториот дел ќе погледнеме подготвеноста за e-трговија и тоа преку 4 работи, односно за да може корисниците да купуваат онлайн, потребно е да се поврзани на интернет, па ќе видиме какво е користењето на интернет, потоа треба да може да извршат трансакција, значи да платат, потоа треба да им се достави производот, значи ќе видиме како е ситуацијата со достава и логистика и на крај потребно е да има правна рамка која што возможува непречно функционирање на бизнисите.
Што се однесува до поврзаност, имаме значаен прогрес во последните 10 години, значи можеме да кажеме дека регионот е прилично добро поврзан, истото се однесува и за предпријатијата. Што се однесува до плаќањата, не можеме да кажеме истото, дека е прилично добро, затоа што забележуваме дека всушност сите земји од Западен Балкан се рангирани најниско кога станува збор за иматели на платежни картички и нивно користење. Што значи дека доминантен платежен метод, за кој што ќе видиме сега, е кешот. Позитивно е што има, исто колку европските земји имаме поседуваат мобилни уреди, меѓутоа не ги користат тие мобилни уреди за плаќање, а причините за тоа може да бидат недоволна писменост, недоволно развиена дигитална инфраструктура, како и недоволни user-friendly платформи за плаќање. Овде гледаме дека кешот е доминантен платежен метод, значи во сите со тиркиз на боја се обележени земјите од Западен Балкан, на другите гледате не има податоци, затоа што практично е нула, односно кешот не ни постои како платежно средство, дигиталните плаќања се норма во развиените европски земји. Според индексот, сега да видиме доставата и логистиката, според интегрираниот индекс за поштанска испорака, кој што ако има вредност 5 или над 5, значи дека земјата е средно до високо развиена во поштански услуги според овој индекс, додека ако има под 5, значи ниско ниво на развој. Тоа е ова тиркизна линија на графикот. Може да кажеме дека Србија единствено е најнапред и најразвиена во однос на доставата, додека сите други земји се значено, односно има простор значено за унапредување и тоа најмногу во релевантноста на поштански бизнис модели. Од друга страна логистиката, исто така гледаме дека ситуацијата е слична, односно според индексот на логистички перформанси, во кој што се вклучени инфраструктурата, услугите, граничните процедури и доварливоста на ланецот на снабдување, гледаме дека Западен Балкан е повторно рангиран најниско. Во однос на правната рамка не би се задржала, би рекла само дека имаме напредок, дека има правна рамка што се однесува на закони директно поврзани за e-трговија, значи закон за електронска трговија, закони за заштита на потрошувачи, меѓутоа она каде што има простор за работа е дека e-трговијата не може да се гледа само по овие закони, например дигиталната фискална сметка e-фактура се работи кои што се поврзани, кои што го отежнуваат или олеснуваат работењето на e-трговијата. Не сите земји се напредни во овој дел, односно, например, 3 земји не имаат уште дигитална фискална сметка или е-фактура, една од нив сме и ние. Во третиот дел ќе видиме фактичката состојба, бидејќи до сега гледавме каков е потенцијалот и каква е подготвеноста, сега да видиме што викаат податоците за фактичка состојба. Може да кажеме дека во последните 5 години секоја земја, односно целиот регион, има значаен напредок во онлайн купувањето и воопшто во e-трговијата. Еве забележете Албанија дури 370% пораснало онлайн купувањето. Но тоа не е доволно да го видиме секоја земја сама за себе, доколку не се споредиме. И покрај тој раст, Западен Балкан е сепак најниско што се однесува до онлайн купувачи, кои се мери како процент од интернет корисниците. Значи Србија повторно гледаме дека е најнапред со 65%, 64% онлайн купувачи, зад неа е Македонија со 54%. Во кратко ќе го видиме однесувањето на e-купувачот или каков е e-купувачот во Западен Балкан и тоа преку тоа што купува, колку често, од каде купува и може да кажеме дека имаме сличности со европскиот купувач, но имаме одредени разлики. Сличности се дека дефинитивно најкупувана категорија се е облека, додека имаме разлика во одредени категории, како например еве ги имаме и Корпа како спонзор, испорака од ресторани, црногорците значајно над европскиот просек да нарачуваат храна од ресторани, додека албанците и македонците, додека србите и македонците најмалку изгледа поише се прикажува тука афинитетите за кафана и ресторани. Што се однесува до честотата, значи се уште македонскиот и балканскиот купувач е occasional или ретко купува, еднаш до 2 пати во 3 месеци, за разлика во Европа најчесто купуваат од 3 до 5 пати во 3 месеци, троши до 50 евра, европскиот купувач троши од 100 до 500 евра просечно по нарачка, и од каде купува доминантно домашни продавачи, значи и дури над европскиот просек од домашни продавачи, што е логично ако имаме предвид дека европскиот пазар е digital single market, додека ние повеќе сите пазари се фокусирани локално поради предизвиците со прекугранична e-трговија.
Па добро, видовме дека е добро поврзан, видовме дека не купува баш толку многу, и викаме добро секогаш да видиме тоа што прават на интернет. На интернет, како и секогаш останува дека се најмногу на социјални медиуми, видео и телефонски повици, или во тоа се значајно над европскиот просек. Под европскиот просек се кога станува збор за е-банкарство и за продавање на производи и услуги онлайн. Кога станува збор за компаниите, значи исто така еве ги гледаме колкав процент од компаниите продаваат онлайн. Тука имаме позитивни примери. Србија е доста добро рангирана, зад неа е Босна и Херцеговина, значи над европскиот просек, додека останатите се значајно под. Ева Македонија последна, гледате дека сме во процент на компании кои што продаваат онлайн. Видовме што покажуваат податоците од секундарните податоци од анализата, од Desk Research, сега да видиме што кажа е-трговците од терен. Спроведовме анкета во која што се фокусираше овој пат на плаќањата и на генералните предизвици на е-трговците. За почеток само чисто кратко од демографијата и одредени KPIs, значи имаме 40 испитаници, 40 компании, имаме застапеност, гледате, од сите земји од Западен Балкан, различни компании по големина, како по број на вработени, така и по приход, различни категории. Што се однесува до е-продавницата, повеќето компании имаат искуство над 5 години со водење на е-продавница, така да имаме репрезентативен добар примерок. Кога ги прашавме трговците кои платежни методи ги нудат, значи 100% или сите нудат cash on delivery, додека не сите нудат плаќање со картичка. Трет позастапен метод е банкарскиот трансфер, додека другите гледате дека се не доста помалку застапени. На крајот на овој график ги гледаме и PayPal и Digital Wallets, дека некои од трговците ги посочиле, ќе се запрашате сигурно кои, бидејќи во Македонија не се достапни. Албанија и Косово, трговците од Албанија и Косово ги посочиле овие методи дека ги имаат, што значи дека тие се понапред во однос на овој дел. Ги прашавме исто така зошто работат со одредена банка, кои се причините. Значи, прво, генерално работат со локални банки за процесирање на трансакциите, а причините вклучуваат секако конкурентни цени трошоци, долготрајно изградена врска со банката и можности за интеграција. Исто така сакавме да знаеме како се задоволни од работата, па просечната оцена од целокупно задоволство од соработка со банката е 3,9%, најзадоволни се од безбедноста и превенцијата на измами, а најнезадоволни се од трошоците и провизиите. Што се однесува до, пак ги спомнам трети пат, кеш плаќањата, бидејќи се еден од предизвиците, ги прашавме колку учествува кешот во вашите вкупни продажби и за 72,5% од испитаниците кешот е доминантен, односно над 50% од продажбата им е кеш on delivery. А потоа им рековме на е-трговците, добро, кој е вашиот префериран метод, и позитивно е што е-трговците преферираат плаќање со картичка и го сметаат за поисплатлив, за разлика од пред неколку години, ако прашавте, сметаат дека кешот е поевтин, додека сега веќе свеста е на друго ниво. Значи, причините зошто кешот е доминантен и зошто купувачите го бираат кешот се различни, меѓутоа воглавно се светуваат на навики, на недостаток на доверба, сакаат прво да знаат дека ќе им стигне производот, да го видат пред да го платат производот. Исто така тука се и пониската писменост за да се направи онлайн купување со платежна картичка. Значи, генерално се работи за навики, доверба и на некој начин convenience. И секако недостаток на вештини. Потоа, бидејќи видовме дека е-трговците преферираат плаќање со картичка, ги прашавме дали нешто правите за да стимулирате плаќање со картичка, и 45% од нив имплементираат различни иницијативи и кампањи, а половина од нив се поддржани од картичните организации како Visa и Mastercard. И потоа едно од важно прашање, бидејќи е платежен метод кој е навистина важен, меѓутоа не е доволно застапен, тоа е плаќањето на рати. Денес имаме прилика и во еден од говорите да слушнеме од Кларна, водачкиот
водачката компанија во овој сегмент. Меѓутоа гледаме дека е малку застапено и дека него не преферираат генерално, односно 68% кажале дека не преферираат. И зошто е тоа така? 30% викаат дека не го ни бараат купувачите, а 22% сметаат дека е скапо да го имплементираат и дека трошоците се високи. И да сумираме кои се најголемите pain points или маки на e-трговците кога станува збор за плаќања, а тоа е високиот cash on delivery, кој што креира оперативни неефикасности и fail deliveries, значи поскапи потежок за администрирање. Потоа се високите трошоци провизии. Потоа е предизвиците со интеграција, комплексните процедури за рефундирање и на крај слабата или ниското ниво на доверба и дигитална писменост. Инаку сите се подеднаква важни, не се подредени под некаков ранкинг или ред. И нели на крај џабе е само да се жалиме и да кажеме што не чини, кои не се маките, ако не кажеме и што треба да се направи, па ги прашаме кои се suggestions for improvement или насоки за подобрување. Воглавно се сведуваат на намалување на трошоци, меѓутоа и зголемување на платежните методи, односно нови опции за плаќање, од card on delivery до плаќање на рати, извинете, до дигитални плаќања. И една работа која исто така ја посочиле е дека банките треба да преземат нешто повеќе во однос на креирање на свеста и кампањи за едуцирање на купувачите. И воглавно сега да ги видиме кои се вкупните целокупни предизвици на e-трговците, тоа е број 1 доставата, затоа и прва трака денеска е доставата. Значи доставата и тоа скапата испорака, брзината на испораката, флексибилноста, доверливоста и недостатокот на професионалност на кадарот за доставување се предизвици кои што предизвикуваат и го влијаат на целокупното искуство на купувачот од e-трговецот. На второ место е нелојалната конкуренција креирана од сивата економија, која што генерално се манифестира на социјални медиуми. На трето место се плаќањата, кои што нема да разговарам тука во детали, бидејќи ги видовме детално во претходните слайдови. И на четврто место е наоѓањето и задржувањето на квалификуван кадар. И откако ја направивме цела анализа, на крај секој што станува да сумираме и да кажеме па добро, каде треба најмногу да се посвети внимание и каде треба да се преземаат иницијативи, мерки, активности, проекти и така натаму. Ова се петте мапирани области. Унапредување на дигиталните вештини и дигиталната трансформација, а потоа подобрување на платежниот систем или платежниот пейсаж, подобрување на логистичката и инфраструктура и доставата, олеснување на прекограничната e-трговија и заекнување на правната рамка и борба со сивата економија. Повеќе за овие насоки, action areas и се околу анализата ќе може да прочитате и онлайн, достапна е анализата, или да се информирате на нашиот штанд. И на крај збор 2 за нашата работа, и тоа е нашата работа како асоциација и на локално и на регионално ниво, што е она што го правиме, односно кој е нашиот импакт во оваа конкретна година. Пред се на локално ниво имавме, да кажам, различни проекти и активности кои што се поддржани, кои што беа поддржани од компаниите кои се наведени. Еден од нив е визија и проекти на УСАИД, со кои што имплементиравме бројни активности кои резултираа со 80 поддршка за 80 компании да започнат за прв пат да продаваат онлайн, односно да отворат нов продажен канал. Во таа смисла и напредување на понудата ги организиравме и третите e-commerce awards со кои што ги наградивме најдобрите e-трговци. Потоа на 120 компании им помогнавме да ги зајакнат своите дигитални вештини преку бројните едукативни програми кои ги имаме. Спроведавме кампања за унапредување на довербата, односно за креирање на свеста за сивата економија, и денес имаме над 80 компании кои што го имаат беџот за верификуван e-трговец. Таа кампања исто така ја спроведавме заедно со Виза. Правиме многу во текот на годината за поврзување на индустријата и нетворкинг, а меѓу нив се и различни митапс настани, секако најважниот е јаготката на шлагот ова конференција.
И во текот на целата година истражуваме, анализираме, известуваме јавноста, а тука најважната работа е секако оваа анализа со која што ја загрушуваме годината, а ја почнуваме оваа конференција. На регионално ниво ја имаме платформата e-commerceforall.eu, на која што сме навистина горди, ја развиваме веќе над 3 години. Оваа година истата се унапреди, се беа објавени нови податоци и нови модули, односно со благодарение на поддршката од ГИС, истата е сега достапна за целиот ЦЕФТА регион. И благодарение исто така за поддршката од ГИС успеавме оваа година да се здружиме регионално и да ја формираме Балканската алијанса за e-трговија. Таа е формирана од асоциациите од Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Северна Македонија и практично представува една платформа со која што ќе делуваме, ќе туркаме за олеснување на прекуграничната e-трговија. Тука ќе завршам, ќе ви се заблагодарам за вниманието, ќе ви се извинам за малите технички грешки, затоа што секогаш се случуваат, се надевам текот на делот нема да продолжат, него беа само тука кај мене баш на старт. Ви благодарам.